Добар вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Данс е Макабре со своето 497 издание, именувано како Данс of the Dead, односно преглед на најквалитетните хорор филмови за 2021 година, односно дојде мигот кој ви го најавува во текот на оваа година, во кој што жанровските филмови, кои ги селектира во засебните изданија на Макабре Филмфест, наменети за промовирање на актуелните филмски остарувања, да влезат во меѓусебна конкуренција на 50 најквалитетни хорор филмови на годината, кои па традиционално во последната емисија за оваа година ќе бидат квалификувани за изборот за најдобар хорор филм од нив, затоа што хорор филмовите во Данс е Макабре се гледаат во текот на севкупната година, а не само околу Хелоуин. Тоа е мотото на оваа емисија. Од изгледаните 302 жанровски филма направив две поделби. Најпрво ќе слушнете селекција на 35 хорор поджанрови, чисто колку да добиете перспектива колку е богат светот на од хорор провиненцијата, односно колку е богат всушност жанрот и колкав диверзитет може тој да понуди. А потоа ќе ослушнете изборот на 10 најквалитетни играни долгометражни хорор филмови, од кои ќе го изберам, се разбира, најквалитетниот, кој треба да се одликува со нужните критериуми на оригиналност, непокорливост и впечатлива визуализација, кој што, кога ќе се навратам па и на изборот, ќе ја представи годината во најдобро можно светло во овој ковид кошмар во кој што се наоѓаме. Така што секогаш филмовите кои што ќе бидат избрани за најквалитетните ја носат таа тежина да бидат синоним за одминатата година која што тие ја представуваат како најквалитетното од најквалитетното. Во тој контекст додека ги бираме најдобрите уметнички творби, изборот на музиката, односно музичкиот избор е од албуми кои што сметав дека ја одбележаат 2021 година. Еден од нив е и албумот For Those That Wish to Exist на бендот Architects, односно од него ја слушнавме композицијата на почетокот на емисијата Прекрасната Animals и потоа следуваше композицијата Амазонија од Годжира, кои го издадоа исто така прекрасниот албум Fortitude оваа година, по кој што одбележаа едно моќно враќање на самата сцена. А во продолжение ќе ги слушнеме прекрасните Leprous со композицијата Running Low, која што го отвара албумот Aphelion. Данс е Макабре е емисија во која 13 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Секој издание е една мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечера имаме закажано полноќен танц со смртта по 497 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре со своето 497 издание, традиционално посветено на прегледот на најквалитетните хорор филмови за годината. Со оглед на тоа што во денешницата го живееме сценариото на жанровскиот Contagion, не можеме да очекуваме дека нема да има реперкусии оваа реалност и врз филмската индустрија, кај што редуциран беше и уште е капацитетот за присуство на посетителите во киносалите, но еден чинител е сигурен, односно хорор жанрот не може да го сотре ниту една апокалипса, затоа што само ќе ги направи авторите покреативни во изнаоѓање на начини за реализирање на самите проекти, без разлика на препреките со тестирањата на сет, проблематичната пред се дистрибуција во киносалите. Хорор жанр секој ќе најде начин како да стапи во контакт со своите потенцијални гледачи, затоа и стриминг сервисите како Shudder и Netflix веќе се присутни во домовите на гледачите и може да уживаат во изборот на хорор филмовите на нивните платформи. Иако достапноста на сите филмови не е
иста. Некои се регионално недостапни, други немаат дистрибуција, нели, поради COVID, а кај нас нема Shudder, така што има дополнителни препреки со кои што мораме да научиме да се носиме. Помина фамата со Zoom хорорите, па затоа преостанаа хорор филмовите кои се снимаат со камерни екипи во далечени колиби, што и претходно беа реализирани во хорор жанрот, само што сега се задолжителни и препорачливи. Нема масовни сцени, но такви има само во блокбастери и во зомби хорори, без кои тоа како може сите да преживееме. Инди насловите си најдоа први свој живот во драйв-ин киносалите, докажувајќи дека хорор жанрот е лебарката која што нуклеарка ништо не им може, затоа што има научено како да се справи со апокалипсата пред другите да ја осознаат. Блокбастерите се тие кои што не можеа да ја добијат предвидената заработка, но култноста во жанрот повеќе се вреднува отколку заработката на овие филмови. Именно третманот кон блокбастерите ќе ми биде мене секогаш ист, како и со една паралела со најизвиканите, например, бендови кои што се постаменти, не знам, на музиката денес, такви мамути предпоставувам дека ќе бидат и самите блокбастери кои што да се синоним за самиот жанр, се најверојатно ремейк, продолжение или некаков ребут на цел серијал, кои што некогаш имале поголемо значење баш поради оригиналноста, а денес само се факсимил, само се копија на копијата од која што нешто останало, односно некаква паралела би било како што Металика и Maiden се во метал жанрот, како што Beatles и Rolling Stones се во самиот рок н рол, така како институција треба да бидат и некогашните блокбастери, односно сегашните блокбастери како и некогашните бендови, меѓутоа запрашајте се како звучат нивните последни албуми и ќе ви стане јасно зошто се заглавени во формулата по која што тие се препознаени. Епа, тоа е една од причините зошто нема да се најдат хорор блокбастерите на листата на 10 најквалитетни хорор филмови од самата причина поради дефицитарноста на автентичност и оригиналност во самата своја реализација. Барем така било во оваа емисија, кај што таа оригиналност се ценела повеќе отколку популизмот. Барем јас секогаш се подпирам на тие мерила. Од изгледаните 302 хорор филмови, што е некој предвиден просек, затоа што некоја година гледам нешто под, некоја година 300 филмови, некојаш гледам нешто над таа граница. Се тоа зависност е од слободното време кое што го имам на располагање. Што би се рекло, една диета, пред се здрава диета во просек од еден хорор филм на ден. И баш би сакал во овој сегмент на емисијата да ви сосредоточам вредни екземплари за 35 хорор поджанрови, за да се истакнат нивните квалитети во индивидуалните предсемодуси кои што ги поседуваат, односно признание во контекст на тоа пошто се разликуваат по својот поджанр во кој што тие се застапени. Така, например, зомби хорор филмовите за оваа година си има своји представници со Yummy, One Cut of the Dead in Hollywood, School's Out Forever, Army of the Dead, Resident Evil Welcome to Raccoon City, Bingo Hell и филмот кој што сите сакаме да заборавиме, Train to Busan 2, односно Peninsula. Вампирските хорор филмови има одлични представници како што е прекрасниот Jacob's Wife, потоа можете да ја погледнете и Dead and Beautiful, Night Teeth, My Heart Won't Beat Unless You Tell It To, 10 Minutes to Midnight, Bloodthirsty, Blood Red Sky, Bleed With Me, Blackest Night. Значи имаше значително поголем број на вампирски хорор филмови. За филмови со духови, односно Haunted House, паранормални, демонски, имате колку ви душа сака. Може да ги издвоиме The Manor, The Deep House, The Power, The Advent Calendar, Mayhon, The Vigil, The Queen of Black Magic, Stay Out of the Fucking Attic, Things Heard and Seen, The Unholy Seance, Ghost Lab, The Toll. И мал милион на други, никогаш не се дефицитарни тие во нивниот број. Екзорцизам можете да забележите во уникатниот Агнес, потоа во прекрасниот The Medium, одличниот The Old Ways и The Vigil.
ова се најврвни екземплари, ако ги има повеќе, кои што не вреда да бидат спомнати. Вештарските хорор филмови беа The Reckoning, Coven и Threshold. Slow burn хорор филмовите беа примерите за The Fist, The Block Island Sound, Sator, Saint Maud, Come True, The Pond, The Strings, John and the Hole, The Night House. Периодични беа The Power, потоа Fear Street трилогијата и The Reckoning. Комедии имавте колку што ви душа сака, го имате одлично Vicious Fun, All My Friends Are Dead, Psycho Gorman, I Blame Society, Teddy, Boys from County Hell, The Trip, School's Out Forever, Climate of the Hunter, Sorry I Killed You, Untitled Horror Movie, Werewolves Within, Faking a Murderer и мал милион на други хорор комедии кои што и тоа како содржат квалитети во себе. Од антологиите VHS 94 дефинитивно ќе ја препорачам. Еден жанровски melting pot беше и Undergods, потоа следува неквалитетните наслови како што се Bad Candy Phobias, The 100 Candle Game, Doors, Keras, Warning, Isolation. Ниту еден од нив не вреди, освен VHS 94 кој што јас топло ја препорачам и Undergods за тие кои што сакаат да погледнат еден на специфична дистопија, ајде така да ја наречеме. Слеше жанрот, како и секогаш, беше ставен на максимално крвопролевање. Оваа година ги имавме Сензор, Fear Street трилогијата, The Stylist, Benny Loves You, Candyman, Slacks, Butchers, Vicious Fun, Willy's Wonderland, Shook, Blind, Hexo, For the Sake of Wishes, Red Screening, Initiation, The Retreat, Seance, The Forever Purge, Funhouse, There's Someone Inside Your House, Halloween Kill, Slumber Party Massacre, Sound of Violence, Hurt. Огромен број на слешер филмови, многу убиства во нив. Постмодерни хорор филмови секако дека беа Classic Horror Story и Slumber Party Massacre. Cinema верите, односно Found Footage, најдобри примери за тоа се The Deep House, I Blame Society, Faking a Murderer. Толку. Ете им The Medium, можеме тука само да го напоменеме, а покрај нив ги имавте Paranormal Activity, Next of Kin, Horror in the High Desert, The Lost Vlog of Ruby Reel, Cult Following. Тоа е тоа што вреди да се напомени. Снафовски беше Амехон. Документарни, односно документарци кои што беа на тема хорор жанр, дефинитивно ја препорачам Horror Noir, A History of Black Horror, потоа одличниот и грозоморен Фин на Илај Рот. Tales of the Uncanny исто така беше прекрасно издание на Севрен за антолошките хорор филмови и The Mothman Legacy секако дека може да се категоризира како документарен филм за тематика сродна со хорор концепциите. Анимираните хорор филмови за оваа година имате морничавиот The Wolf House, потоа Kill It and Leave This Town, To Your Last Death и Night of the Animated Death. Од вонземјанските би го препорачал Frightberry, од научно-фантастичните ги имате и Old, In the Earth, Oxygen, Lepsis, Bliss, The Believer, Stowaway, Chaos Walking, Voyagers, Expiry, Flashback, Infinite Reminiscence, сите филмови со едно име, Chompy and the Girls, Volition, Dune, 9 Days. Врколаци имавте во Werewolves Within, од блокбастерите кои што се оригинални изданија, кои можете да погледнете во големите киносали, односно широм светот, па и кај нас, беа Malignant, Old, Till Death, Great White, The Night House и Demonic. Ремейкување, односно продолженија, имате на Wrong Turn, Candyman, Halloween Kills, Resident Evil, Welcome to Raccoon City, Spiral, Paranormal Activity, Next of Kin, The Forever Purge, Escape Room Tournament of Champions, Don't Breathe 2, Conjuring 3, A Quiet Place 2, Train to Busan 2, Peninsula. Тоа се само неколку кои што ми падна на памет и највоочливи и ретко кој од нив треба да погледнете. Тешки за веготини, една категоризација која што и ја има трите иницијали What the fuck, односно WTF. Во оваа категорија се филмови кои што се атипични, нелинеарно действие, абнормални појави во контекст на жанровските конвенции, филмови кои што не се категоризираат никаде заради тоа што се аберации на самото постоење. Frightberry секако дека беше предводник оваа година, Honeydew го имаме, Undergods веќе спомнатиот, уникатниот Chompy and the Girls, Jesus Shows You the Way or the Highway, Mosquito State, Сибирија и односно Сибир и Titan. Coming of Age хорор филмови. Fear Street трилогијата, There's Someone Inside Your House и Let Us In.
А технолошките хорор филмови, односно офис хорор, ова година имаше повеќе технохорор, какви што се Initiation, Share or Die, Stay Off the App, се извинувам, Dark Web, Descent into Hell. Zoom хорор, единствено можам да го напоменам, Profile. Анималистичките хорор филмови ги имате Anonymous Animals и The Swarm. Great White го напоменуваме без разлика на тоа што е една од најлошите блокбастери за ајкули, кои што може да и погледнете. Еколошките хорор филмови има замав, какви што беа Gaia, In the Earth и The Pond. Серијски убици можевте да забележите Vicious Fun, Anonymous Killers, I Blame Society, Blind, The Stylist, Lucky, Don't Tell a Soul, False Positive, No Man of God, Ted Bundy, American Boogeyman. Очигледно дека Ted Bundy секој ќе биде популарен. Survival хорор филмови, огромен избор имате тука од Hunted, Bumpker Cliff, We Need to Do Something, Superhost, Caveat, In the Earth, Till Death, Bloody Hell, Revenge Ride, Red Dot, The Oak Room, Wrong Turn, Hell, Hotel Inferno, A Classic Horror Story, The Boy Behind the Door, The Girl Who Got Away, Don't Breathe 2, No One Gets Out Alive, A House on the Bayou, се извинувам, Like Dogs 2, The Feast и American Refugee. Експериментален беше Meander, а фентези хорор поджанрот исто така беше заставен со повеќе филмови, што е изненадување за една година. The Green Knight го имаме, Anonymous Animals, Shadow in the Cloud, In the Earth, Sunset of the River Styx, The Blazing World, па и до некаде можеме да ги напоменеме Psycho Gorman, Lamp и Last Night in Soho, дека содржат фантазмагорични елементи, иако не се составен дел од тоа што би се нарекло амалгамирање на фентези и хорор, меѓутоа можеби Last Night in Soho не е заради тоа што има една навраќање на славното минато, меѓутоа Psycho Gorman и Lamp тоа како имаат монструми во себе. Лавкрафтовски беа The Block Island Sound и The Deep Ones. Домашна инвазија е Held. Rape Revenge филмови имаме од типот на Violation и Promising Young Woman. Потоа боди хорор представници се Titan, Cyst, Rot, Superhost, Mosquito State 2. Неанглиски хорор филмови, односно една од најубавите категории кои што може да содржи и тоа како квалитетни изданија, ги имаме прекрасниот Titan, Lamb, The Swarm, Knocking, Nobody Sleeps in the Woods Tonight 2, All My Friends Are Dead, Train to Busan 2 Peninsula, The Wolf House, The Queen of Black Magic, The Mosquito State, The Medium, Bumper Cliff, Red Screening, Under God's Coven, Homunculus, Oxygen, Teddy, One Cut of the Dead in Hollywood, Ghost Lab, Candisha, The Paramedic, Meander, Gaia, The Advent Calendar 2 и The Swarm. Психолошки хорор имате Sensor, The Night House, Lucky, Hypnotic, Fear of Rain, Come True и Pasture. Monstrum, односно Creature Feature, го имате во Willy's Wonderland, Psycho Gorman, Antlers, Shadow in the Cloud, Monster Hunter, Cyst, Godzilla vs. Kong, Nobody Sleeps in the Woods Tonight 2. Трилер, мистерија, криминалистички и джиало. Хорор филмови се Broadcast Signal Intrusion, The Beta Test, Malignant, The Block Island Sound, Promising Young Woman, Last Night in Soho. The Occupant, The Little Things, Faceless, The Violent Heart, Sightless, Ride or Die, Pig, A Perfect Enemy, The Paramedic, John and the Hole, Night Drive, #like, Woman, Unfollower, The Warriors и Nitram. Акциони се Bumper Cliff, Revenge Ride, Psycho Gorman, Nobody, Below Zero, Resident Evil, Welcome to Raccoon City, American Refugee и Death Valley. Француски екстремизам се разбира дека е Титан и проблематичната селекција е за најгрозоморно убиство, со оглед на тоа што имавме доста крволочни филмови за оваа година, меѓутоа единственото кое што ми паѓа на памет, кое би се издвоило од другите, секако дека е Fear Street првиот дел, што ме фати неподготвен, баш од таков филм да видам едно сечење на глава на циркулар, што беше едно од тие највпечатливи убиства кои што можев да посведочам во оваа година, баш поради тоа што не очекував дека ќе го сосредоточам во еден таков филм. Тука можеме да правиме една музичка пауза. Имено продолжение ќе слушнеме Converge во соработката со Chelsea Wolfe и нивната композиција Blood Moon, потоа Iceland Kills со Welcome to Horrorwood, ги слушаме Spirit Box со Hurt You, Ginger со Vortex и најагресивното за вечерва Carcass со Wake Up and Smell the Carcass, односно Caveat Emptor. Уживајте во
овој музички блок и потоа се враќам во Итер да ви говорам за првата половина на 10 најквалитетни хорор филмови. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 497 издание, кое што е именувано Дансе of the Dead, односно преглед на најквалитетните хорор филмови за 2021 година. Во овој сегмент може да започнеме и со самата топ листа на 10 најквалитетни хорор филмови, меѓутоа пред да навлеземе во самата селекција, да ви напоменам дека филмовите од трилогијата Fear Street, Superhost, Lucky, The Advent Calendar, Red Screening, Vicious Fun, All My Friends Are Dead, Psycho Gorman, The Stylist, The Deep House, Mosquito State, The Swarm, Bumper Cliff и Last Night in Soho нема да се најдат на топ 10 листата, меѓутоа беа филмови кои што и тоа како беа блиску да завршат на оваа топ листа, како што веќе ви напоменав во претходниот сегмент, освен Last Night in Soho, не верувам дека некој друг блокбастер имал 6 шанси да се доближи до топ листата на 10 хорор филмови, која што ја започнуваме со 10-то место, кај што се наоѓа Frightberry. На листата секојаш има место барем за една за веготина, која што сама по себе е недефинирлива за да се ситуира во една категорија, како што е овој случај со филмот на Рајан Кругер, во кој телото на еден наркоман станува привремен дом за еден воземјанин, кој што ги искусува погодностите на насилството, сексот и дрогата со која го запознава Бери, неговиот привремен шофер во телото низ Кейптаун, односно во Јужноафриканската република. Радикализацијата на ова панкерско дело е помеѓу останатите на оваа листа е неговата непредвидливост пред се, на која што го повикува гледачот да се впушти во таа декадентна авантура која го чини овој филм неповторлив бисер во лакардијата која што ја создава Бери со неговото неодговорно однесување. Мислам дека воземјаните би полудиле ако уште еден ден престојат во телото на овој одлепен земјанин. Научно фантастична хорор комедија, ако воопшто може да се категоризира оваа групација делото, за мене е еден од најзначајните what the fuck филмови кои содржи барем мала доза на опасност, која што блокбастерските хорор филмови одамна ја загубија да ја поседуваат. На 9-то место се наоѓа In the Earth. Секоја година нетрпеливо се чека што ќе смисли британскиот жанровски гений Бен Уитли, кој оваа година беше инспириран од пандемијата да даде негов приказ на уништувачкиот вирус, за кој се бара лек, додека еден научник и скаут се упатат во морничавата шума, кај што не важат законите на општеството, и иако филмот не ме воодушеви на прво гледање до тој степен, признавам дека често му се навраќам во мислите на сите патишта кои можеше да ги отвори за никулците на сталкеровските зони кои што беа начнати во овогодинешната верзија на Annihilation, само што Уитли не би бил тој што е ако не си поигра и со слешер жанрот и со концептот на лудиот научник, така што хибридизирани се многу поджанрови и може да се повлече која и да е од наведените нишки, и поради тоа што сака да биде се, е малку неодлучен филмот и не е искористува, например, радикализацијата која што му е дадена на послужавник во магичната шума, па затоа е толку ниско на листата, меѓутоа сепак заслужува да биде на неа. Ќе беше повпечатлив да удреше со секирата повеќе пати на правите места. Филм кој најдобро ја искористи пандемијата во своја полза. На 8 место се наоѓа The Green Knight, според мене најквалитетниот фентези филм на сите времиња, еден од најквалитетните барем, кој што има една од највпечатливите фотографии од филмовите на листата, филм во режија на Девид Ловери, која искористи пандемијата да го премонтира делото и да му даде простор да дише автентичното патешествие на Гаваин, кој се обидува да стане рицар, со тоа што ќе ја стави својата глава под секирата на зелениот витез кој го бара реципроцитетот. Поради неакцентирањето на хорор тропите не заврши повисоко на листата, но тоа не значеше дека појавувањето на монструмите и соочувањето со истите, како и меѓучовешките пресметки, не могу загарантираа местото на оваа хорор листа, кај што максимално беа искористени фантастичните елементи на творбата, за да се оплемени преобразбата на честниот рицар. Овој филм заедно со The Headhunter сметам дека се најзначајните фентези хорор филмови во изминатата деценија и покрај тоа што не сум љубител на овој поджанр, сметам дека визуелната артистичка естетика е ненадминлива на оваа творба. На 7 место се наоѓа Violation,
Кога се опрашање rape revenge филмовите, свесни сме дека многу лесно може да заминат во екстреми, баш поради тоа што одвратниот чин на злоупотреба на нечие тело мора да се плати со крв и тортура, но во случајот на филмот на Дасти Манчинели и Мадлен Симс-Фюер искористена е една визуелна префинетост, затоа што филмот го начнува силувањето, како очекувана тегоба која му престои на гледачот за доживување, но го остава во неизвестност за одвивањето на случувањето, иако ги следиме последиците на дистанцирањето во колибата на двете веќе оддалечени сестри, кај што можеме да го забележиме најодвратното однесување на машките животни, кој е покрај способноста за војна, мислам дека е второ на листата на идиотштини кои што може да ги смогнат, а тоа е искористувањето на можноста да се силува, додека другите спијат. Иако е во категоријата на Last House on the Left, American Mary, Promising Young Woman, Revenge, представува сосема засебен звер кој придонесува со потребната финеса на занаетски план, која што често е отсутна во едно од најнасилните поджанровски сегрегација, едно од најнасилните жанрови. Шесто место се наоѓа The Block Island Sound. Речиси половина година овој филм беше еден од највисоко рангираните на оваа листа, затоа што инди остварувањето на Кевин Макманус и Метју Макманус се појави во пролетта, ако не се лажам, и до есента беше можеби еден од малкото филмови кои што пленеа со неговата рафинирана наратологија, односно со самото течение на драматуршкото действие, кај што се дозираа информациите кои гледачот ги добиваше за случувањата на островот, кои предизвикува рибарите да го губат постепено нивниот памет. Имаше зошто секое за тоа во филмот и гледачите етапно треба да ги дознаваат причинителите, како вадење на слоеви, например, од една зелка, една драматуршка зелка. Нема да ви посочам кој поджанр е филмот, затоа што тоа би било голем спойлер, па затоа би оставил на најсмелите од вас самите да ја откријат таа одредница со неговото гледање. Многу може да се постигне со една фамилија, крајбрежје и еден брод, ако се умее да се крстари приказната во добар правец. Екземплар дека на квалитетниот хорор филм важна е визијата зад секоја реализација. Тука може да направиме една пауза со тоа што уште еднаш потенцирам дека на 10-то место се наоѓа Frightberry, на 9-то место In the Earth, на 8-то место The Green Knight, 7-то место е Violation и 6-то место е The Block Island Sound. Во продолжение на емисијата слушаме композиции од актуелни бендови кои имаа своји нови изданија во текот на ова година, односно слушаме Sickle and Peace, песната на композицијата на Mastodon, на нивниот албум Hushed and Grim, потоа Me and Dead Man ги слушаме со Witches Don't Fall in Love, во која што гостува Кристофер Риг, од албумот New Men, New Songs, Same Shit, Volume 2, потоа ќе го слушнеме John Five и неговите монструми со Land of the Misfit Toys од албумот Sinner, и се навраќаме во 2000-тите со Limp Bizkit и Bornacle од новиот албум Still Sucks, како и The Offspring со The Opioid Diaries од Let the Bad Times Roll, за да завршиме со AFI и Twisted Tongues од нивниот нов албум Bodies. Така што уживаме во музика создадена 2021 од одлични агресивни бендови. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 497-то издание на Дансе Макабре, именувано како Дансе of the Dead, односно преглед на најквалитетните хорор филмови за 2021 година, а со топ листата на 10 најдобри филмови доаѓаме до 5-то место, кај што се наоѓа There's Someone Inside Your House, односно секоја година се обидувам да бројам барем по еден модерен слешер хорор филм на листата, затоа што колку што е овој тромав поджанр еден од најтрадиционалистичките, толку е еден и од најпогодните за
постмодерно надоградување, како што нели Чичко Вес Креван неколку пати не подучи дека тоа е возможно да се направи, иако може самиот слешер жанр да се ревитализира, може и секој друг поджанр. Немаше оваа година толку радикални потфати на ова поле, но затоа го добивме ова крваво слешерско дело на Патрик Брайс, кај што убиецот го таргетираше средното училиште, заканувајќи се дека ќе ги објави тајните на сите лицемерни матуранти, кои ќе ги сотре еден по еден. За мене доволно уникатен потфат ми беше што самиот чин во кој убиецот си принташе 3D маски од лицата на матурантите кои ги расчеречуваше, на доста крав начин морам да потенцирам. Морам да го пофалам како еден инвентивен метод за модернизирање на функционалните слешер тропи, но во контекст на 21. век. Овој филм го донесе самиот поджанр на работ на денешницата, нели, додека не добиеме нови итерации на Скрим, односно за еден месец. Убаво е да се дружиме со вакви слешери во кои со бодеш се наградуваат сите матуранти кои се појавуваат во овој филм, кои што кријат повеќе од колку што има да кажат. На четврто место се наоѓа Saint Maud, и како се доближуваме до врвот на листата, така мојата пристрасност кон A24 излегува се повеќе на површина, затоа што slow burn хорор филмовите се со безпрекорна артистичка фотографија, се извинувам, се популарно обележена хорор филмот во 21. век, кој што го негувам во оваа емисија, затоа што постојано повторувам дека најдобрите режисери мора да снимаат барем еден хорор филм, а најдобрите филмови во светот се разбира дека содржат хорор елементи во најмала рака. Таков е случајот и со Slow Burn на Роуз Глас, кај што една негувателка е обседната со спасувањето на душата на арогантната и лицемерна пензионирана актерка. Двете немаат допир со реалноста, но едната од нив решава да оди до екстреми за да го докаже своето. Прекрасна, напластена торжествена атмосфера, експлозивна разрешница и едно пролонгирано исчекување на отчукувачката бомба која може да експлодира во лице на секој гледач. На трето место се наоѓа Сенсор. Слешер ли е, мистерија ли е, психолошки хорор ли е, не знам ја самиот како да го категоризирам филмот, кога удобно може да се смести во секоја фиока делото на Прано Бели Бонд, кај што една цензорка од периодот на фамата на забранетите хорор филмови од листата видеонести се соочува со филм кој мисли дека содржи сцени во кои може би се крие објаснување за исчезнувањето на нејзината сестра, кое ја води во едно патешествие на постепено оддалечување од реалноста, но и од здравиот разум. Коментарот за шиканирање на хорор жанрот во јавноста преку масакрирањето на филмовите кои се наоѓаат на листата е една од многуте вечни проблематики со која што жанрот се соочува до ден денес, но тука лежи неговата моќ и опасност. Иако сакав да биде погрозоморен, овој La Fin Absolue du Monde сведочи за една мрачна потрага по забранетото богатство, која е универзална за најстарата дефиниција за жанрот, односно откривањето на непознатото кое што не треба да му биде достапно на човекот. На второ место се наоѓа филмот Lamp, уште еден бајковиден хорор филм, овој пат на A24 во режија на Валдимар Јохансон, во кој Нумира Пейс живее со својот сопруг на фарма во Исланд, кај што почнува да одгледува јагне небаре нивно дете, но тоа јагненце ќе представува причинител за растурање на нивното семејство. Но филмот се наоѓа на второ место затоа што го одбрани хорор жанрот на најдобар можен начин, го представи на најпрестижни фестивали, станувајќи представник за Оскар на Исланд, што е уште една победа на жанрот, стремеш на кој треба да се угледуваат сите држави. Прекрасна фотографија, опасен епилог, исполнет со тензија, исчекување и лудост од фантастичниот жанр која се третира соодветно пред се. Сепак, можевме да се увериме дека Македонија секојаш ќе биде подобра од Ракомет во Исланд,
колку и да навиваат актерите и актерките во овој филм, тоа да не е така на преварот кој што го гледаат во самиот филм. Модерно култно ремек дело кое е најелоквентен пример за силината на жанровскиот филм, кој што во срцевината секогаш содржи богата мелодраматична поставеност. И како најквалитетен хорор филм по кој што ќе биде препознаен на 2021, според мене, Данса Макабре е Титан. Нема ниту да биде прва, ниту последна година најквалитетен филм на Данса Макабре да биде избран од француски екстремизам, посебно не кога по втор пат Јулија Докурно ја добива оваа титула од страна на емисијата. Прв пат тоа се случи со незиното деби остварување Ро, а втор пат се случи оваа година со девојката која ќе роди титаниумско бебе, забременувајќи од автомобилот во автомобилот. Овој филм е на врвот не само поради тоа што се испукува со бројни бодежи кои го красат хорор жанрот во првиот чин, туку и поради половата флуидност, односно поигрувањето со представувањето на бегалката и пожарникарите, а при тоа да се остане доследен кон конвенциите на боди хорор под жанрот, кои што се базираат на постаменти на Девид Кроненберг, кој во чекор ги следи и почитува Јулија, дали станува збор од Креш до Шиверс и назад. Француски представник за Оскар, добитник на Златна палма на Канскиот филмски фестивал, прикажување на најдобар можен начин на сите задуцени гледачи дека најдобриот филм на годината може да биде хорор, ако се има доволни познавања за на автентичен начин да се реализира и надогради со смела своја реализација. Брилијант по кој вреди да се овековечи 2021 година, недостижен култен хорор филм кој што треба да биде пиедестал за достигнување за останатите остварувања според мене. Така што на 10-то место се наоѓа Frightberry, на 9-то е In the Earth, на 8-то е The Green Knight, на 7-то е Violation, на 6-то е The Block Island Sound, на 5-то е There's Someone Inside Your House, на 4-то е Saint Maud, на 3-то е Sensor, на 2-то е Lamp и на прво место е Титан. На крајот на емисијата ќе ја слушнеме From Deep Within, композиција која што е колаборација помеѓу Елдер и Кадавер во именуваниот бенд Елдовар, односно која се наоѓа на нивниот албум A Story of Darkness and Light. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 497-миот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои ги кријат тајните на универзумот. И честитам новогодишните празници и до наредното издание на Дансе Макабре. Гледајте хорор филмови и плашете се.